тие жени не им подарувам само фустан, туку многу ми беше битно да им го дадам достоинството. Кога ќе си го вратите достоинството, мислам дека се потсетувате на животот. Се потсетуваат дека се живи. Тоа многу се чувствуваше. И затоа мислам дека таа ревија е бесцената. Дадоа еден посебен карактер на брендот. Елена Лука доби една друга димензија. Со толку години работење на крај сватив дека доколку немате здраво изграден темел во верата и во животот, а верата како фундамент на живењето, тогаш немате ни стабилност. Од друга страна, пак како жена, како човек, осознав дека ако немате љубов, нема смисла постоењето. Како жена имаме и мала предност во изведбата, оти многу размислуваме за функциите на објектите, не само да се сработат, практичност, па како туку мислиме на сите генерации. Значи, градиме и за најстара генерација, и за деца, и за млади семејства, и за млади брачни парови, и за поединци. Сите треба да си ја најдат функцијата во тој стамбен објект и неговата околина. Инфраструктура на, не знам, школи, маркети, све што треба да биде логистика на едно нормално, современо, нормално, убаво живење. Добре дојдовте во новата епизода на Смисла. Во оваа епизода ќе се фокусираме на филантропијата. И за таа цел повикавме една гостинка, една жена која што јавноста ја препознава по нејзината безпрекорна грижа за естетиката. Но естетиката разбрана на еден многу повозвишен начин, тоа е креативен чин каде целта не е да бидеме препознаени ние како творци, туку за да се препознае, да се издигнат делата на љубовта кои што се инспирација, надеж и утеха за сите нас. Денеска со мене и со отец Бобан во оваа епизода на Смисла е нашата најпрекрасна Елена Пандева. Елена, добре дојде. Добро ве најдов. Огромна чест ми е што сум вечерва овде со вас во овој прекрасен подкаст. Големи честитки за проектот кој што еве сте го почнале. Чувствувам голема вознемиреност, од друга страна позитивна и голема трема, затоа што никогаш немаше да помислам дека ќе бидам дел во едно вакво убаво друштво, дека ќе се случи овој подкаст, кој што многу е потребен во македонскиот етер, да се емитува, да дискутираме многу битни смисловни теми, впрочем и затоа го имате името. И многу кратко само ви донесов едно мало цвеќе како знак на благодарност дека сум тука вечерва. И очекувам навистина помалку да зборувам, вие повеќе да зборувате, јас повеќе да слушам, затоа што некако како да си дојдов дома, па ете така попатно да си седнам, да си одморам, да слушнам убави духовни разговори и заедно да поделиме темата и да научам многу од вас со ова дружење вечерва. Ви благодарам уште еднаш. Елена, добре дојде и од мене, само за нашите гледачи и слушатели јас ќе посочам дека сестра Ефимија намерно ми ги избра сите гости во месец март да бидат жени. Така што како што тргнавме, значи цел месец март само ќе имаме гостинки жени. Благодариме за вниманието, навистина прекрасно, внесе и топлина, ама и еве во контекст на месец март, месецот на жената. Так. Нели тоа кое што може би имплицира и на убавината, и на нежноста, и на грациозноста на жената, ете го имаме, нели, и ова цвеќе тука. И ти благодариме многу за тоа. Не. Елена, на јавноста е многу добро познато со што се занимавате. Собственичка сте на Елена Лука Home, градежната компанија, на модната куќа Елена Лука, но она што особено сакаме јас и отец Бобан да го истакнеме и познат филантроп, општествено одговорна личност која што се грижи да посее надеж таму каде што најмногу тоа недостасува. Пред да навлеземе во темата за филантропијата, би сакала малку нешто накратко за изборот на професијата.
бидејќи во градежништвото, она што мене ми е познато, дека се почнува од темелот. Кој е темелот во вашата личност, на кој што се гради целата таа основа? Или, еве така попријателски кажано, од што сте направена? Како има и во Библијата, кога темелот е стабилен, здраво изграден, тогаш не се плашиме од товарите. Одлично кажано. Моите професии, не знам, Елена Лука групација е составена од повеќе компании. Така. Елена Лука како луксузен моден бренд, го работам 20 на години. Елена Лука Home, инвестиции во градежништво и создавање на современо убаво градежништво. Тоа е преку 30 години, затоа што имам семејни корени во тоа. Компанија Темел, оператива, градежна оператива, која што исклучиво се занимава со изведба на градежни објекти. Исто Лукарт, таа е нова компанија, инспирирана од името на мојот син. Се занимаваме со управување и одржување на стамбени објекти и комплетна логистика околу сервисирање на објектите во Македонија. И fashionel.mk, тоа е одличен портал за мода и за архитектура, кој што ги обработува двете теми и со години постои, преку 10 години, имаме одличен авторитет на порталот, голема следливост, така да и тоа е одличен проект. И воедно да не заборавам Елена Лука Текстил, тоа е компанија која што се занимава со производство на текстил. Меѓутоа, освен за потребите на Елена Лука, тоа е како лон систем, работиме и за странски инвеститори. Сакам да кажам комплексно едно работење и од што сум направена. Не знам, за формирање на сите тие компании со различни дејности, за среќа ги работиме успешно. Сметам дека најголемото водство го имам од Господ нашиот, Господ Исус Христос, кој што мислам дека сум тука во служба на луѓето, како сервис на моите браќа и сестри, на моите сограѓани, а пак од друга страна сметам дека нашиот Господ пак преку мене или преку сите нас ги реализира пак неговите потреби за милост, за поддршка на луѓето на земјата, за да можеме да реализираме различни проекти кои што пак во суштина или во смислата најверојатно кријат еден духовен развој, едно духовно патување и надминување на многу ситуации. Морам да кажам дека заедно и со мојот тим, кога имаме состаноци, секогаш бараат налози за да сработат нешто, да им делегираш обврска. И јас им викам, луѓе, значи ние работиме, и ја имам некој шеф, значи работам за некој. Тоа е таа, можеби, одговорност, дисциплина, послушание, за да направиме добри дела. А меѓу другото мораме и да креираме, затоа што во суштина душата сака да креира, да создава убави нешта, да емитува светлина. Така да не ви треба многу ја да ви правам контрола и надзор над работењето, едноставно одговарате пред повисоки сили и да имаме една свесност за тоа и една одговорност дека еден ден ќе застанеме на судот позади нашите дела. Така да мислам дека мора да постои некоја сила што те води, како што кажав, јас добро ја чувствам во срцето, меѓутоа морам многу да работам на тој пат и кој што ме тера напред да издржам, не ме ни тера, едноставно тоа е огромна љубов и имам огромна потреба да создавам, да работам, да се надградуваме и тоа е тоа. Со толку години работење на крај сватив дека доколку немате здраво изграден темел во верата и во животот, а верата како фундамент на живењето, тогаш немате ни стабилност. Од друга страна, пак како жена, како човек, осознав дека ако немате љубов, нема смисла постоењето. И на крај мислам дека ако нема вера, ќе немате ни вечност. Така. И што друго да кажем? Се трудам овие работи да ги развивам и да ги втемелам во моето духовно живење и не само да градиме надворешни храмови, а пак да не ја градиме на трешната тишина, оти ќе испадне дека само градиме зидови празни. Како што кажал, мислам, Свети Игнатий Брајанчанинов, он тоа го има кажано.
И не знам, мислам дека комплексно е малку, меѓутоа се е многу љубов и кога имате љубов ги правите работите со желба и создавате убави нешта и нормално тоа треба да го перципира околината, ги следите реакциите на вашите конзументи, на публиката, на пријателите, на купувачите, на клиентите и кога тие зрачат позитивно, едноставно знаете дека сте на правото место. Колку нели прекрасно се поставија нештата во насока на тоа како треба ние сите да се однесуваме нели во животот со таа должна одговорност, не како од страв од некој авторитет, туку како наше поддржување на оној кој што нас не поддржува. Или она кој што и сестра Ефимија на некој начин го загатна дека ние сме сотворци на Творецот, нели во сето тоа. Сега тука сакам да ве прашам колку во овој суров свет, колку во реалноста таквиот пристап, таквиот начинот во работењето, начинот во одговорноста кој што почива на моралните аспекти, на евангелските принципи и така натаму, значи за вас предност или колку за светот изгледа како слабост? Како се снаоѓате со тоа? Па вака сега, битисувањето на земјата воопшто не е едноставно. Вие тоа подобро го знаете и вие не учите и нашите духовни водачи сте. Меѓутоа, пак еве лично јас никогаш не го заборавам тоа од Библијата, кога Христос кажува еве ве праќам како овци меѓу волци и бидете мудри како змија, ама пак добри, кротки како гулаб. Оти пак од друга страна во работењето, во овој суров свет на функционирање, како што каже Отецот, едното без другото не можат. Значи, мудроста е потребна за бизнис, за анализа, за отворени очи, за сите премрежја кои што дневно и замки постојат, а пак гулабот е потребен да ја задржите добрината, барем да се борите во тој смисол да одите напред. Затоа што ако едно без друго ги отстраниме, во едниот случај ќе бидете наивни и глупи, а во другиот случај па ќе бидете сурови. Значи балансот е... И така да многу, да кажеме, работам на тоа, оти пак за лидерство добро, мислам дека е многу битен балансот, рамнотежата. Так. И еве колку и да изведувам објекти и да работиме на таа тема, нели градам и тоа ми е мена возвишена мисија да изградиш убав објект, оти пак од друга страна многу е битно од кој ќе купиш стан. Так. Каде ќе го насочи живеењето? Каква душа си посеал како изведувач? Во секој случај за дом се работи, нели? За дом се работи, што пак од друга страна за мене е еквивалентно како и во манастирот. Оти треба и двата да бидат живи објекти. И манастирот, меѓуто и колективниот стамбен објект. Ама тоа што сакав да го кажам е дека многу често размислувам дека не е толку битно. Битно е колку високо ќе го изградите објектот, меѓутоа многу е исто важно колку ќе биде длабочината на срцето со кое што тоа ќе го постигнете. Иначе ќе се погубите. Другото е многу практично, математика, земја, 2 и 2 се 4, интерес, пари и на крај не е проблемот да ги имате парите, од Бог се благословени. Значи, добро е да имате пари, лошо е кога парите ви имаат вас. Так. И тоа е проблем. Так. И тоа е мојата борба и секојдневно и со Бог и со молитвите, оти нели како викаат светите отци, без молитва тоа ти е као куќа без темел. Так. И ја па многу се радувам дека куќа темел изведба многу често компаративно ги наоѓам во Библијата. Да, како и Март, дека Пресвета Богородица жена била, ај сега да не збориме на темата. И Отецот нека поддржи дека све жени ќе сме Март. Поддржувам. Да. Апсолутно поддржувам. Добро. Го честитам, нете сме на почетокот, нели? Го честитам на сите жени, апсолутно. Одлично. Отец Бобан преќе така во една дискусија меѓу нас зборуваше за тоа што е тоа што еве една жена како вас ја натерало да ја избере професијата да биде нели градежен инженер. Претпоставувам дека го најдовме одговорот во ова што го кажувате, меѓутоа дали можеби во тој чин на градење на објекти препознавате, гледате нешто што ќе не надживее сите нас? Секако. Да. Тоа се објекти кои што децении и децении треба да сведочат за
едно битисување, за една борба. Секако. Дела кои што ќе останат зад нас. Така. Меѓутоа, како се размислам, како објектите ќе останат како сведоштво, како свилата, материјалот што произведуваат преобава креација, фустан, па прават голема радост во моментот. И двете во еден ден некогаш можеби ќе бидат малку трошни и ништовни. Ама пак емоцијата што ќе ја произведата со тоа што сте изградиле, каква убава енергија сте донале, квалитетно домување сте направиле, тоа останува во времето. И мислам дека тоа го бележи небото, вечноста, тие се тие фреквенции кои што нема никогаш да загинат. И тоа ми е мене многу важно, многу ми е битен фидбекот од другата страна, оти едното, ако го гледаме како изведба, е многу едноставно. Во градежништвото имате екзактни работи, се знае како се гради, кои се тие правила, принципи, стандарди на градење, и тука Елена Лука Холм е врвна во тој дел и се едуцираме постојано и се надградуваме. Тоа не е спорно. Од друга страна, креативен си, естетичар, може да направиш и подобар објект. Јас се стребам секогаш да бидеме подобри. Од трета страна, нескромно ќе кажем, како жена имаме и мала предност во изведбата, оти многу размислуваме за функциите на објектите, не само да се сработат, практичност, па како да, туку мислиме на сите генерации. Значи, градиме и за најстара генерација, и за деца, и за млади семејства, и за млади брачни парови, и за поединци. Сите треба да си ја најдат функцијата во тој стамбен објект и неговата околина. Инфраструктура на, не знам, школи, маркети, све што треба да биде логистика на едно нормално, современо, нормално, убаво живење. И затоа Елена Лука Холм мислам дека е во предност и ние практично имаме резервации од наши клиенти за наши идни објекти кои што чекаат и година-две само за да купат наши станови. Тоа мене премногу ми значи и мислам дека тука сме ја погодиле целта. И затоа Елена е градежник први основно затоа што прво мислам дека го имам во генот. Да го спомнам мојот татко Живко Пандев, што реално многу го сакам и знам дека духовно и енергетски гравитира негде и мислам дека се молел кај Бог и горе за да ми биде поддршка на земјата. Значи од 6 оделење тоа да не го зборам, од многу мало девојче сум била со него, сме работеле во Струмица, во околина, сум го учела градежништвото. Оделено објекти заедно со секаде него. сме договарале тогаш, сега тоа биле куки, помали објекти во тоа време. Меѓутоа од тука се тие николци стартот кога јас сум почнала да го сакам градежништвото, меѓутоа мислам и дека сум го имала во себе. Не е тоа сега фикс за родителот, па морала тоа да го работам. Не, оти сум па и жена од друга страна. Ама пак ме повлече тоа колку е битно домувањето и колку луѓето се радуваат. Уште секој сум го знаела. Но веројатно и тоа позитивно влијание, нели, од родителите кои што го добиваме, без разлика дали ние ќе ја продолжиме нивната професија, туку повеќе колку ќе го наследиме начинот, пристапот, сето она кое што како срж ни го предаваат, па било со која професија утре нели да се занимаваме, таму да бидеме нели опстојни, да бидеме темелни. Сестра Ефимија каже на многу убава поента што ми се допадна, а тоа е за филантропијата како естетика. Од досегашниот разговор јас можам нели да забележам дека врвно начело во вашиот пристап, во вашето однесување е тој естетски момент, затоа што сакате убавината која што веројатно ја созерцувате ни секојдневието, со која што живеете, да ја пренесете, да ја предадете, да им ја дадете, да ја вкусат, да ја осетат, да ја почувствуваат, нели, и оние кои што ќе ги користат, нели, услугите кои што ги испорачуваат. Сега кога сме кај филантропијата, интересно е што ве знаеме, се наоѓате како поединец кој што помага не само нели во индивидуални случаи, туку и во многу покрупни случаи. Ќе ga предадам палката кај сестра Ефимија. Токму за тоа прашање само воведот го направив. Да. Елена, вие сте ктиторка на нашиот манастир Свети Ѓорги Победоносец Рајчица. Јас доста емотивно го доживувам сето тоа, меѓутоа вие сте клучната личност за сето тоа така да изгледа. Зашто ние како монаси, како сестринство, предводени од нашиот старец владиката Партени, сме особено благодарни и постојано молитвено си спомнуваме за вас и за вашето семејство. Делата се гледаат, се препознаваат, но ајде малку да поразговараме за тоа што е тоа што вас ве натера таму да се вложите
И што е тоа што рајчица како вредност го пренесува во вас? Така е. Добро, доста суштински интимно. Па вака, некако рајчица, како и секој манастир, го доживам како духовна болница. Во суштина, и тоа е така. Свети Јован Златоуст, мислам, каже дека црквите, манастирите не се судници, туку се лечилишта. Лечилишта, така е. Сега јас така ги гледам. Сега да пробам да го поделам тоа. Прво, многу ги сакам монахињите. Значи, Да. вас ве сакам безпрекорно и вие сте ангели, имате многу високи чинови на земјата и добро е да сме свесни за тоа. Во вашата одежда, која што е баш воинствена. И тука сме за да Добро и дадеме ние цела да се поддршка свесни да не за тоа. водите. А од друга страна пак имам едно чувство како да сте мои деца. Не можем тоа да го објаснам. Не е опрелестеност, него кога ќе ги видам како толку се чисти, имаш потреба да ги заштитиш. Ја гледам целата ваша борба во манастирите. Може луѓето мислат лесно е да си монах и лесно е да обстоиш и дури и да обстоиш онака затоа што ние сме робови на телото во еден дел. Значи треба и да служиме, треба да имаш екзистенција, основна храна. Во манастирите е многу тешко да се преживее тој дел кој што ќе ти смета во непречена молитва. Целата таа борба ја гледам и сето ова што го работите и вашата мисија и не можев да не бидам барем малку дел кога Бог ми допуштил, ми дал таква чест, мал допринос да дадам во манастирот во Рајчица, па и Бигорски. Морам искрено да кажам и во други манастири сум имала учество, затоа што има поединци кои што ќе изреагираат, не се информирани, па ти само гравитираш во Рајчица, Свети Ѓоргија, другите манастири не ли се битни. Не е така, јас сум дел од повеќе места, во повеќе манастири, кај што сум имала можност да земам учество и чест и Бог кај што ми допуштил. Меѓутоа, верувате, јас сепак манастирот Свети Ѓоргија прво многу го сакам, премногу, и мојот татко е роден на Свети Ѓоргија. Меѓутоа, од друга страна, го гледам као тело Христово. Затоа што манастирот е тело Христово. Така. Една заедница. Заедничариме сите заедно, а пак сме негде поединци. Место каде што ги крштеваме нашите деца, тоа е бизнис на душата. Значи, институции многу битни, кои што не се изработени само од камен и ѕидови, туку многу пожива материја се. Суштината на битисувањето, битни се и нашите домови како објекти, ама кога ќе направите убав објект, носи чувство на успех и љубов, ама пак кога правите манастир, имате допринос, дава чувство на мир. Тоа е многу важно, мирот секогаш да се задржува. Оти пак тука крштеваме деца, се исповедаме на крај, имаме духовно водство, учиме за спасение. Тоа е ресурсот преку кој што ќе дојдеме до причестувањето, а пак тоа автоматски води до вечноста. Сакам да кажам, многу ми е важно и ние тука доаѓаме да се сетиме на ресурсот каде е. Како да не вложувам во телото Христово, во едни преубави монаси и монахињи кои што осознале суштината на битисувањето, смислата, пак да ја повториме на подкастот, што не подсетувате, враќајте се во систем каде јас морам да дојдам на изворот, значи да бидам во контакт со вас. За жал, не можам често да бидам таму, ама пак не значи дека не треба да дадам допринос колку можам да го градиме заедно тоа јадро христијанско, духовно, православно и Свети Ѓорги да не закрилува, меѓутоа и целото небо, така да пак е од Бог допуштање. Што сум многу благодарна и честа е моја. Трогната сум од ова што го слушам и просто не можам веќе да најдам мисла во себе за да продолжам со разговорот во ова насока, меѓутоа би сакала само да изразам дека во ова што го слушам препознавам една многу силна небесна закрила, не само од вашиот татко, туку и од светата царица Елена. Амин. Така, Света царица Елена многу е силна исто, како и сите Така е. светители. Навистина. Па да, благодарам, мислам дека јас го чувствам влијанието на светителите и сите вие, нормално вие поготово, се надевам и моите браќа и сестри во Христа, се повеќе има осознаени луѓе и треба конечно да сватиме дека ние ништо не би биле на земјата
Ако се подпреме само на нашите мозоци, ништо не На сме нашите сили направиле. сопствени. Интелектуални капацитети, измисливме некои терминологии, психијатри, чуда. Не. Значи, ние мораме да се водиме од силата на тие што не водат уствари, тие не поттикнуваат. Така да чувството и таа сила на присуството на царицата, нормално дека го чувствам и на други светители, морам да кажам. И на нашиот Господ, тама работа, иначе. Дури кога сум најизгубена, тие се тука да не поттикнуваат, да се сетиме дека негде припаѓаме, да не заталкаме многу. Бидејќи кажа сестра Ефимија, не наоѓа зборови, јас ќе продолжам. Нели како едно си жена ова што беше кажано, дека Елена, тоа би рекол, таа иницијативност, нели, за ктиторство, која што за жал јас од секогаш ја поставувам како дилема. А гледајќи кај другите православни народи, морам да кажам дека оние кои што имаат, нели, како дар од Бога, многу почесто се иницираат да помагаат во контекстот на духовното. Кај нас би рекол дека тоа ктиторство и како заложба, но и како иницијатива е сведено само на малкумина. Но она кое што сакав да го потенцирам, а кое што го кажавте дека ктиторството изразено како аспект на филантропијата е навистина вложување во историјата, во сегашноста и во иднината. Не земната иднина, туку онаа иднина која што сите ние ја посакуваме. Од друга страна, тоа е толку љубовен чин. Не е чин за фалба, туку љубовен чин имено во таа насока, која што вие ја кажевте, да има простор каде што обременетите, измачените од овој свет, од овој живот, нели, ќе имаат каде да ја најдат таа сатисфакција. Кога сум на тоа, сакам да ве прашам, повторно малку подлабоко во интимата, некој ќе рече лесно е, Елена, има. Или има се. Колку значи да имаш, ама зар вие ги немате предизвиците на секој човек? Зар вие ги немате предизвиците, нели, со кој што и обичниот човек, и тој што нема, се соочува? Предизвиците на неизвестноста, предизвиците на лошата енергија што доаѓа од околината, од луѓето, предизвиците на домашната, фамилиарната атмосфера, нели, сегде го има. Како, нели, имањето не е тогаш важно, туку е важен, нели, човечкиот капацитет. Кои се вашите пристапи, кои се вашите формули за да излегувате на крај со овие предизвици? Отец, јас мислам дека осознавањето дека у суштина ќе бидете секојаш во искушенја, колку одите напред, колку правите, би рекла, добри дела, што не се чувствам добро, не се чувствам скромно сега, добри дела, ама сепак се добри со добра намера. Колку правите успеси во кариера, па и дома, и било како, толку повеќе ќе имате непријатели. И тоа мислам дека тоа е христијански принцип и дека негативната сила постои за да ја уништи љубовта. Арно, ама пак ти како христијанин, ако си свесен, што кажал Свети Пајси и Светогорец, љубовта не е само чувство. Таа е жртва. Ти ако си свесен дека љубовта и убавите нешта се голема жртва, ќе издржиш во тоа, ќе се бориш, затоа што тоа треба да биде љубов на дело. Многу е битно, како што кажав, да не заборавиш за кој работиш. Господ е тука со тебе 24/7. Одговараш во секоја секунда, иако во земјата постои времето, некаде на друго место не постои, ама пак се држиш за да одговараш за своите дела. И мислам дека Бог помага да ти отвори милиони очи, аспекти на гледање, на перцепција на земската реалност, за да можеш да сватиш од каде доаѓаат ударите. Ги гледаш ударите, доаѓаш во друга фаза. Свесен си на сите тие премрежја, ситуации, обструкции во работењето. Може да го сведеме за да не разберат луѓето. Милиони проблеми за да можеш да сработиш еден проект, непостоечки обструкции, измислени ситуации, се града сценарија, за да може да биде срушен. И таа борба не престанува 30 години.
и сум сигурна дека ќе биде така до крајот. Нормално ќе ти се случи искушење и од дома. Некој од ти демонот делува и преку неблиските. Па добро, што ни треба тој проект, зошто ова или зошто тоа, зошто да помагаме таму вам. Значи нема потреба, тоа се разни од сите страни, нема потреба за дефиниција на злото какво е. Комплексно е да го објаснам, ама еден систем кој што функционира, многу често знам да застанам, да чекам да помине мигот, се молам на Бог нормално, Бог го осеќам присуството, ќе најдам начин како да ја решам ситуацијата, иако знам дека нема основ, тешко малтретирање во прашање, ама не се откажувам, затоа што таа е мојата мисија, оти преку бизнисот. Кажавме, поготово ако правите некој капитал или пари, ама пак не се врзувате за него. Затоа што сваќате и дека тоа пак се случува тие финанси поради желба и поради допуштање од Господ. Колку и да е тешко, ќе дојдете можеби до некои средства, ама пак ги делите и со другите. И сега, ако ја користите таа заработка за да биде и на општеството добро, и на вашите ближни, ако имитувате добра енергија, па еве и со овој подкаст, праќате порака на вашите браќа и сестри која е суштината на живењето, не им зборите само за богатство и материјалното живење, мислам дека Бог многу помага за да ги надминете сите тие искушења. Само многу често сум тажна кога ќе осознам дека не секој што го има злото во себе, за жал паднал на искушенијата, демонот го бутнал на земја, секогаш не се грижи и не му е злото само дали ви имате пари или не, дали имате богатство. Него тој едноставно сака да ве нема. Не сака да имитувате љубов. Не сака да зборите за тоа. Не сака да имитувате светлина. Елена, во текот на ова што претходно го зборувавте, спомнавте за една општествена одговорност, за тоа колку е важно човекот творејки да го прославува доброто, да се грижи за потребите на другите и тоа да биде од чиста љубов. Еден од последните настани на кои што бев и морам да признам еден од најтрогателните настани на кои што воопшто сум присуствувала беше модната ревија која што ја организиравте, на која што продефилираја жените онколошки пациенти. Тоа длабоко ме трогна, ми отвори многу прашања во главата, кои што еве сакам сега тука да ги продискутираме. Што е тоа, од каде идејата за такво нешто и што е тоа што ве натера да го покажете преку тој чин? Да се прослави доброто, да. Меѓутоа, дали можеби, избирајки ги тие жени, сакавте да покажете дека колку и да е, важно е да се живее достоинствено, благодарно и полни со љубов. Така е, сестро. Значи, ова што се случи оваа година, каде што и вие бевте поканете, и многу сум благодарна дека дојдовте. Ние сме многу благодарни што се сетивте да не поканите. Да, многу срекна и беа сите изненадени дека присуствува монахиња. Меѓутоа, мислам дека стануваше збор за многу достоинствена ревија, каде што токму вашите молитви знам колку допринесуваат и помагаат на тој пат кога таква болест е во прашање. Тој проект го работиме втор пат. Минатата година имаше модна ревија. Морам да ја спомнам мојата пријателка, амбасадорката Жанет на Словачка амбасада, на нејзина иницијатива беше. Минатата година тие се уште има тука мандат, беа во Македонија. Оваа година им заврши мандатот на нејзиниот сопруг, дојде замена во Словачка амбасада, кој што беа на ревијата, дадоа одлична поддршка и другите амбасади имаше представници. Меѓутоа Жанет повторно дојде од Словачка на нејзина иницијатива да организираме оваа ревија, заедно со Сдруженијето Хема Онко, кои што работат со таков тип на пациенти, на болести, на наши пријатели, така би рекла, го организиравме уште еднаш тоа. Зошто ја направивме ревијата? Затоа што мислиме дека навистина вроди плод, поготово минатата година сосем други жени беа на сцената, околу 30 на жени кои што носеа креации,
Сега реално една од нив и изгубивме, значи во меѓувреме болеста напредуваше, некој беа во многу тешка фаза. За жал тоа е така, ама повеќето и добија добар инпут, затоа што на тие жени не им подарувам само фустан, туку многу ми беше битно да им го дадам достоинството. Кога ќе си го вратите достоинството, мислам дека се потсетувате на животот, се потсетуваат дека се живи. Тоа многу се чувствуваше. И затоа мислам дека таа ревија е бесцената, дадоа еден посебен карактер на брендот. Елена Лука доби една друга димензија. Жените го поведоа стартот. Затоа што сега кого и да повикаме еве во државата, па и на духовно ниво, мислам дека кога имате работа со човек во таква фаза, најдобро може да ви сведочи за вредноста на животот. Се сложи. Тие колку што се соочени сега отец со тоа е страшно нешто, свесност, таква елаборација, пристап, што е живењето и вредноста, што би промениле ако им се даде шанса да излезат од тоа. Затоа имаше таква тежина таа ревија. И многу ги сакам тие жени и нормално треба да си помагаме. Во таа улога може секој да биде утре. Јасно. Значи, од друга страна пак разговараме со сите тие луѓе што ја имаат таа болест, дека тоа е пак и Божја милост. Многу духовно осознавање. Ако ги свртиме работите од најдуховен аспект, као ја прв пат кога ги слушнав монасите во Бигорски или на други места, кога ќе почине некој монах, ќе замине во базата горе и ќе кажат ајде и на наша глава, они на гробот. Така? Значи он си ја завршил работата, заминал. Така и болестите, значи сепак е по Божје допуштање. Каде што има Божје допуштање, негова намера, негова волја, не смее да има очајание. И сега ајде ти како човек земско размислуваш, телото те лимитира со материјална перцепција на нештата, интереси, страсти, страф од смрт. Како необјаснет феномен што е смртта. Ако се објасни добро, и мислам дека и тоа ќе се разбие, некако да се допре до душата, дека тоа е ствари порта кон спасот. И сега тука се држиме и се плашиме и нормално им се прави паника. Самата паника блокира процес на заздравување. Точно. Еми сега демонот влева вака така, Бог допушта. Значи треба само да има свесност. Затоа јас многу ги сакам тие такви дружења преку мода, од и модата тогаш станува средство, тоа станува вредност. служба. Модата во служба на многу повозвишени цели. Исто крадежништвото во служба, исто медиумот во служба, сето она што го работиш може да биде многу етички и многу духовни пореки да прати и да донесе за целување и решавање на многу проблеми на духовно ниво. И затоа тие жени се чувствуваат подобро после тоа, напреднуваат во терапиите и во ефектот на заздравување. И затоа јас ги сакам тие и секогаш ќе бидеме дел од такви реви. Само кажав, го молам Бог да нема да не постојат. Јас го кажав тоа и на сцената вечер. Да. Имавте многу мотивацијски да кажам говор кој што буквално сите ги донесе до солзи таму. Така што верувам дека да ги поздрави докторите од типа без нив. Так. Како земски ресурси на леките имат една мисија, цело време се со нас. Не лечат низ тие процеси, ние се менуваме како пациенти, доаѓаат други, тие стојат достоинствено, сепак не едноставно, имаат голема функција. Така да затоа, сестро, мислам дека почувствував таа голема љубов и таа голема трансформација, енергија голема, која што донесе на вистина, не знам, едно Божје присуство, една многу голема љубов. Но тука дизајнираше надеж. Дизајнираше надеж тоа. Но не само тоа, туку интересен е, тука би рекол, има и една теолошка перспектива, имено дека колку и човекот да е наранен од предизвикот на болеста, од секојдневието, ризиците, искушенијата, па дури од собствените гревови и падови и така натаму, сепак е Божји образ. И сепак секогаш треба да биде предмет нели на нашата љубов, предмет на нашата почит, предмет на нашето уважување, без разлика колку и да сме греовни. Така. Да Дури паднале. и до тој, или па и да сме болни, затоа што болеста сепак го видоизменува човекот. Но, од друга страна и еден друг аспект кој што со сето ова, вие ги вклучувате, значи тие луѓе не треба да ги ограничуваме само
на еден меѓупростор кој што е навистина тесен, од болница до дома, и во нашите разговори за тоа колку ни е жал и колку за нив ние мислиме, дури и се молиме, туку да ги вклучуваме, да ги правиме инклузивни во сите општествени процеси, за да им докажеме дека луѓе живи сте, живеете, нели? Живеете со вашиот предизвик, но вие живеете. Вие сте тука за нас, ние сме тука за вас, нели се имаме, нели на некој начин заеднички. Не само дека вие тука имате голема функција на будење, на едукација на луѓето во такви фази, каде што можете вистинските вредности да им ги покажете и колку е нивната вредност. И дека не треба негативната енергија да ги сосечи, да ги притисне и така во тешката ситуација, да они, не знам, не гледат излез. И сега добив просветление, имено, денови ќерка ми имаше еден текст кој што требаше да го препише, и се чудевме што е пораката или зошто им е даден на второ оделение. Текстот зборуваше за фустани, за разни бои и на крај едното девојче вели не е важно како е демек завиткано колачето, важно е дека е сладко. Демек сите колачиња, сите бомбончиња се сладки. Так. Пораката е тоа, не е важно луѓето нели во што се облечени, како се облечени, дека преку тоа имаме друга. Така, да крај дека се луѓе. Низ разговорот јас пак ќе се вратам на уште една перспектива. Спомнавме вашата сестра, професионална сестраност. Нели, во градежниството, во модата, во медиумскиот простор и така натаму. Од сопственото искуство, колку на луѓето би им порачале две перспективи? Прво, како, по што да се раководат во изборот на професија? И дали треба изборот секогаш да се фиксираат за еден избор? Добро. Значи, малку ќе разговараме и ова е земско убаво прашање за перспектива за младите луѓе, за жени предприемачи. Имам и доста такви прашања од млади девојки, млади жени. Многу е битно најпрво да имате оригинална идеја. Значи, визијата која што ја имате, треба и да се донесе до реализација. Сега, тука е блокот затоа што веднаш уште на првото скалило имате обструкции. Ке ти требаат пари, вакво финансирање, имаш идеја, немаш практичност како ќе се реализира проектот и сето тоа. Човек треба најпрви да биде искрен со себе, да си ги познава собствените лични капацитети и ако постои една реална и издржана визија на некој таков бизнис повик, да проба да го реализира. Ресурс на финанси има разноразни можности доколку сакаш да направиш реализација на твојата идеја. Елена Лука, не ја спомнав, во склоп на своето работење, со години има Елена Лука фондација. Ние во склоп на фондацијата, токму таков профил на жени сме финансирале кои што ќе дошле со апликација за нивна бизнис идеја. И мислам дека финансиравме околу 20 на жени, меѓутоа и девојки од рурални средини за едукација, отие се битна е едукацијата. Точно. Темата отец ми беше за конкретно да кажам, значи морате првин себе да се познавате, од прилика што ве влече да работите. Добро е да го работите тоа што го сакате и втората работа морате да работите тоа што морате. Среќа ако работите тоа што сакате, да се развие таа идеја, Елена Лука, секој се отворени вратите за такви проекти, да седнеме, да ги разработиме, да ги ставиме во пракса, значи секој може да се пријави, да дојде млад човек кога има оригинална бизнес идеја, да разгледаме за да можеме да внесеме во реалност. Дали треба да биде само еден повик? Апсолутно, ете јас сум пример дека не треба тоа така да биде, поготово ако сте човек што имате многу дисциплина, сакате да учите, си сака следење на тенденции, на тековни состојби, на нови технологии, на одење напред, значи трендови следите, ке се едуцирате и го следите времето, така да може да добиете желби за нешто друго. Човек што е амбициозен, работник, а во суштина реален, за да не биде сега само филм, ја можем да правам, има многу такви, па на крај во реализација нема дела, немат ништо и тоа е губење време и замајување на реалноста и на вистина стана збор за манипулација, кај што пак е обземат внимание на некоја група на луѓе, па и нив ке ги завлечат, па ќе изгубат сите време и пари и здравје и све. Кажувам на една реална основа дека треба да се проба и да се работи, па може да работиш и многу професии, затоа што навистина
кога Бог ќе види колку се трудиш, работиш и имаш чисто срце, сакаш да направиш добро за себе, за околина, Бог ти дава дополнителна сила, разбирање, уште толку креација, одлични луѓе ќе ти донесе тим, каде што ќе може да се мултиплицира твојата идеја, за да можеш да направиш уште некое добро дело и за себе, за своето семејство и за другите. Ќе ми дозволи сестра Ефиме уште ова честопати и во други гостувања, и еве ова неколку пати го спомнавте тимот. Нели, во насока дека ви е поддршка, дека тоа заедничарење е многу важно и дека нели не секогаш се истакнувате самите без да го потпишете нели и тимот во сето тоа. Колку е важно тоа да биде двонасочно, нели, и од оној кој што раководи и од тие кои што испорачуваат, нели, да сватат дека не е тоа работам за некого, туку работам со некого. И дека е пак важно да се даде и таков поттик, нели, и преку тоа што ќе се спомне и на секој друг начин, нели, тимот со кој што работиме, дека ние сме една заедница која што заедно придонесуваме, секој со улогата која што нели ја има во. Така е. Ова е едно специфично прашање. Некогаш мојата фирма знае да заличи на манастир. Ја малку манастир. филозофски постојано, извинете. Одлично, тоа не е филозофски, тоа е суштински многу точно прашање. А меѓутоа, за жал, не секогаш вработениот осознава колку можеби вие правите за него и ја давате шансата за реализација и дека можеби тоа е Божја волја што тој не може да ја почувствува. Фала му на Бог за мојот тим, имам одлични луѓе, секогаш сум работела со дел од нив, со многу високо осознаени, етички, добро воспитани луѓе и нормално ради тоа сме направиле и квалитет во работењето и резултати. Меѓутоа, многу често пак правам отстапки за тимот, носам одлуки во однос на моите вработени кои што многу луѓе не можат да ги разберат, а кои што исто работат бизнис. Например, имаат своји екипи и ќе кажат: добро, Елена, зошто ти сега тука попушташ, може да даде санкција, казна, вработениот да го укориш. Ама за мене е најлесно да им се отсечат крилата на младите уште кога ќе почнат да работат. Како што кажав, мојот бизнис го гледам многу како духовно патување. И тие луѓе што доаѓаат кај мене и да работат или сум ги одбрала, не случајно се околу мене. Многу често ги гледам низ едно духовно око, за да може да им се даде шанса да ги надминуваат и минусите и може да имаат афинитет за да украде нешто, да земе процент, да не биде искрен во работењето, да не е лојален. Да, тоа сакам И да не кажам. сваќаат дека тоа најлошо е за нив, не е за мене. Оти јас тоа брзо ќе го детектирам и многу е просто, ти земски многу практично се работи. Бизнисот, поготово ако гледаш материјално, значи ако имаш веќе разработен систем, имаш рутина во менаџирање, го решаваш пријатно, ти си одиш, взимаш друг, значи луѓето ги гледаш како бројка, одиш напред, правиш резултати исклучиво за себе и за нив, ама и за себе, мислиш многу на себе и готово. Не, тука сакам многу да имам разбирање, па разговарам со таков тип на луѓе, дај да видиме што да поправиме, не е добро како твоја особина, утре ќе одиш во друга компанија, пак истото ќе го правиш, не треба да се развива таа страст. Пристап. Па да, мислам дека тоа е обврска на секој да го поправиш ближниот, затоа што ако го пропуштиш на твоето ниво на комуникација, па во друга компанија бетар ќе помине, па ќе го развие злото до не знам кој степен, ами митницата нема на небото да помина. Некаде мора да застане. Никако луѓето да сватат дека секоја солза ќе биде отплатена на другиот. Значи болката не може вака да остане. Ние сме можеби немокни да се бориме со глобалното зло, ама Бог нема да го заборави тоа. Се што денеска си паднал поради негативната сила. Така да за моите вработени не би зборела многу често и сум ги пофалила кога немало потреба за тоа. Само за да им дам поттик да одиме напред. Ама јас сум свесна дека сега мене ми е тој статусот, дадено ми е тоа како позиција, дека треба да ги водам тие луѓе, тие души, на секој ниво, не само на бизнес, и да им помогнам и во личен живот, и кога имаат лични проблеми, разговараме за се. Кажувам, ние сме малку како манастир, не смеам да си го дозволам тоа, ама така е некако. Многу Така размислам за нив. Тоа е заедница. Значи на земјата, во градот, и ние се трудиме малку духовно да поживееме. И така, не се толку едноставни работите баш. Так. Елена,
би сакала така некако да ја придвижиме кон крај емисијата и бидејќи толку убави нешта знаеш да кажеш, толку знаеш да ги продлабочиш разговорите, би сакала малку повеќе околу твојата лична дефиниција за филантропијата. Дали е тоа еден свесен избор, свесна одлука да се биде корисен за заедницата или е пак една емоција? Или е се. Или е се. Па не знам. Так. Мислам дека тоа е моја суштина. Тоа не значи дека јас сум добар човек. Значи не, сега не знам како. Уопште не сакам да зборувам на тие теми, ама изгледа тука така е ке мора разговарување на темите. Сите ние сме дојдени овде да правиме добро на другите. Мислам дека треба да бидеме слуга на народот. Такво е моето чувство. И тоа мене ме прави среќна. Перманентно тренирање на таа тема, уште од дете, грижа за братот, за дома, за, не знам, сум била пионерски инструктор, сум ги носела децата, уште од млади години се грижи за некоја заедница, стално имаш такви обврски, а и Бог ти допушта уште како дете така да се градиш. Во едно време пак сакав дури монах да бидам, монахиња да бидам и си викав, ајде ти не си достојна. Така се ределе работите, ама отец Партени ке ме седнеш и ке ми кажеше, чедо, значи верувај ни, нас ни треба вака како бел монах од земјата, многу ни помагаш, логистика да ни бидеш. Значи се си има свое. Ние мораме да имаме спрега и со градот и ние тука каде што работиме. И така да, воопшто не ми е тоа тешко и мислам дека во тоа е убавината. Тоа сега филантропија или под која дефиниција ќе биде, ние сме го крстиле како добро дело. Што друго да направиш ако не помогнеш на ближниот? Колку можеш? Секој има свој ресурс. Дури дали со добро дело ти еве што немале финанси, па добро можете физички да им подигнете, да им поместите нешто, стар човек да поминете на семафор на пешачки, можете да им подигнете пазари, било што, да помогне со убав збор, да одвратиш од негативна мисла некој. Да кажеш некој. Молитва доволно најбитно. Ние монасите што например ќе дадеме за луѓето? Имаме ли ние нешто материјално? Ние имаме она кое што можеме да го дадеме молитвата. Толку. Да, благодарноста. Вие пак сте базата и вашата сила сите многу добре знаеме. Кога ние ќе се погубиме во искушенијата во земјата, во нашите секојдневни обврски, таму вие се молите перманентно за нас и го чувствуваме тоа влијание, дека имаме секојаш поддршка. Добро, вашата функција е огромна, многу голем позив, ама од друга страна е огромна одговорност. И добро е да бидеме свесни дека имаме таква голема одговорност. Да. И чудна работа е. Меѓутоа и на монасите некојаш им е добро, еве, профил на земски човек да им покаже љубов, дека се на вистинскиот пат. И вие имате премногу искушења. Вие тоа подобро го знаете. И дури од падништва, од повикот, од што не би ги дискутирале тука. Што јас сум, да кажеме, особено лута во тој смисол и стално викам да имам време да седнеме да поразговараме со свештениците, со монасите, повеќе да се дружиме, како да ја испратиме пораката надвор дека тука е ресурсот и лечилиштето и дека, како што кажа отецот, лимитирани ктитори за манастири, за духовни болници, тие кога ќе го сврта толкото и перцепцијата дека станува збор уствари за вложување во себе и во своите деца и во својата околина и во душата, кој што еден ден само таа ќе ти остане кога ќе отпадне телото, и ми ќе се прашаме тогаш кај ќе идеме. Мислам дека злото каде што секаде е инфилтрирано, многу инфилтрирано и во тој свет, вашиот, и никако некои пораки да стигнат до обичното население. Се преработено како расипан телефон пренесуваме и никако не се сваѓа. Ама вие отсот многу работи на тоа исто. Секоја чест. Знаете, и тоа е една кохезија, значи не може едното без другото. Ете сега имаме во овие недели од Великиот пост имаме една прекрасна литургија, една прекрасна литургиска молитва која што го поставува концептот на царското свештенство, имено дека ниту функционалното свештенство што сме ние клирот, монаштвото, ниту вие народот не можеме едни без други. И значи дека таа кохезија е толку цврсто смешана и нераздвоива,
нели, и дека нема ние сме ваму, вие сте таму. Туку ние сме сите едни до други и сме, нели, кон истото. А повикот, ете, и вие сте го сватиле тоа во насока. Верувам дека и нашите гледачи и следбеници сваќаат дека и овој подкаст е во таа смисла, е не само да шириме позитивност, туку навистина да отвараме перспективи во однос на размислувањето и на пристапувањето кон светот и кон сето она кое што не прави да бидеме оддалечени од достоинството за кое што сме создадени, кон кое што сме призвани. Затоа и идејата, нели, и сите вас кои што ве каниме е токму тоа во овој подкаст, од искуството да говорите и да го пренесувате она кое што може да биде начин на воспитување, начин на устремување, начин на толкување на нештата, отварање на диапазоните, отварање на перспективите, поинакво размислување и така, дека може верата да го следи успехот, дека да живееш како верник и да бидеш успешен е сосема комплементарно и така натаму и така натаму. Одлично. Така е. Да. Така да, ништо, вие вашите мисии продолжите ги затоа што навистина зависиме од вас. Морам да кажам едно искуство што вака лично ме погоди, дека сега еве многу отворивме доста теми. Околу 4 години работев на проектот Цар Самуил во Струмица. Тоа е бања, лечилиште, беше исклучително напуштен центар. И тоа го доживев како божи позив. Во најголемите гужви ангажмани, мене ми се отвори опција тука да влезам да работам, да го реновираме, да го реконструираме тој дел и да се дигне тоа лечилиште, таа бања со прекрасни води кои што навистина баш исцелува многу луѓе. Се беше, мислам, една божја промисла. Тука мислам дека ние можеме да дадеме поддршка. И како монаштво, како свештеници, ги имате сите ресурси. Како јас еве секојдневно, никој не знае дека ги дискутирам овие теми, можеби ми се битни и дека духовноста ми е толку битна, оти секојдневно гракам за мојот бизнис. Ќе отворите моите брендови, ќе видите апартмани, фустани, градби. А у суштина битната работа е да грака црквата, значи многу гласни да бидеме. Тие луѓе таму ги разговарав, видов дека биле во еден период во многу тешка ситуација, барале помош од нашата црква, меѓутоа немал можеби некој слух, може таква била среќата, такви биле констелациите да се изнаправи злото, да може да ги изгубиме тие луѓе, а не се малку. Тука може да ми биде мене многу тешко. Зошто луѓето ни се лизгаат низ прсти со пасош од небо пратени, ти си православен христијанин, и да заталкаат негде кај што не им е местото. Тоа може мене многу да ме повреди. И затоа замолувам за гласноговорништво во еден дел. Значи не само убавините да ги проповедаме на христијанското живење, меѓутоа и одговорноста и колку е ризик ако се изгубиш, и ако си имал право на слободна волја да го направиш тоа. Имаш право. Но кои се последиците? Ама со слободна волја можеш и многу зло да направиш. Точно така. Има негде линија до кај смееш да идеш, да се проповеда таа линија. Тоест, едно освестување. Тоа само. Но најважно од се и со личен пример да се дава. И со личен пример. Затоа што ако го нема личен пример, да. Од денешното гостување на Елена свативме нешто многу важно, дека духовниот капитал е она кое што не е само наш модус вивенди или начин на живење, туку е и нешто кое што не поттикнува, раководи и кое што не устремува во животот. Духовниот капитал изразен на тоа да сакам да живеам според духовното или од мене да зрачи со најразлични аспекти. Научивме дека филантропијата, дека подадената рака, дека расширената љубов се всушност, би рекол, изблик на тој духовен капитал. Секогаш престојувајте и барајте и духовната димензија на животот. Практичниот аспект, она што е материјално, секако го имаме, тоа ни е потребно, но на кое што ќе го проникнува и ќе го осмислува е токму, нели, духовното. Затоа ве оставаме до следната емисија. Заследувајте не. Кликнете subscribe. Така е. Имаме едно изненадување за сите оние кои што не следат на YouTube. Ќе почнеме, тоа ќе го најавиме, нели, во некој од следните подкасти, да ви доделуваме и по еден наслов, книга,
на македонски јазик и на тој начин да ја негуваме и литературата на нашиот мајчин јазик, но и да ја негуваме навиката на читањето како уште една смисла во живеењето. По еден наслов од книгоиздателството Сакам книги и се надевам дека не само ќе седи на нечии полици, туку и дека ќе ги читате тие наслови, ќе црпите инспирација и ќе го збогатувате нели вашето секојдневие. До следното гледање ви благодарам за вниманието.